Османи вели преговарачката рамка била затворена и со тоа Бугарија не можела да поставува нови услови за Македонија. Германскиот парламент пак упатува пораки до Бугарија да се воздржале од поставување на нови услови ако го смениме уставот. Дали резолуцијата изгласана од Бундестагот го демантира македонскиот министер за надворешни работи, кој уверува дека ако ги вметнеме бугарите во уставот, патот кон Европската унија ќе ни биде отворен. Во резолуцијата, која содржи 13 точки, во 4-та точка стои: да ја повика Бугарија да го поддржи патот на Македонија кон Европската унија во рамките на постигнатиот компромис со Советот и да се воздржи од дополнителни услови. Иако Германија апелира Бугарија да се воздржала од нови пречки за Македонија, сепак Османи тврди дека нови услови немало да има, оти преговарачката рамка била затворена. Таа тема треба да ја затвориме, дека утре може некоја бугарска влада да каже имаме нов услов. Нема нов услов. Затворена е преговарачката рамка. Во преговарачката рамка има 3 патокази. Во едниот од патоказите има акцијски план за малцинства. Тоа е единствениот услов. Ако е така како што зборува Османи, зошто тогаш Германија практично го демантира? И вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричик призна дека сепак нови услови формално правно се можни. Јас сум убеден дека по усвојувањето на уставните амандмани Бугарија ќе го изгуби комплетно кредибилното право да блокира. Тоа не значи дека во текот на разговорите Бугарија или некоја друга држава не може да извади некои прашања кои што како услови кои што ќе ги бара од нас. Дека услов за почнување на евроинтеграциите не е само вметнувањето на бугарите во македонскиот устав, предупредуваат од Институтот Societas Civilis, кои велат дека треба да се исполнат уште низа обврски, што не ги постави Бугарија, на кои власта се согласи, ставајќи пара на спорните 2 протоколи. Меѓу условите се и измени во програмите по историја, нови учебници, надписи на некои од спомениците, знаци, информациски материјали во музеи и други објекти со образовно и културно значење.